Процесот на кој што се одлучува судбината на нашите природни богатства, меѓу другото не само национални, туку и светски, можам да кажам, светско природно наследство, е толку конфузен и толку комплексен, дотолку конфузен за нас, што секој од надлежните органи кои има некаква улога во сета таа игра, може да се огради од одговорноста. Затоа ние се обидувавме на повеќе начини да апелираме до сите тие надлежни органи. Значи, со последното соопштение испратено од Охрид СОС до општина Охрид, значи пробавме да ги повикаме и Министерство за транспорт и врски, и Министерството за животна средина, и општина Охрид, па и владата на Република Македонија, бидејќи секој од нив кога што бил апелиран, адресиран предходно, се оградувал од таа одговорност. Со моето последно писмо, конкретно, се обраќам на, како да наречам, врвот на државата, до човекот кој што знам дека е моќен да одлучи, но е моќен и да спречи. И покрај тоа што сум свесна дека со моите емоции најверојатно не можам да допрам до инвестициски програмиран ум, сепак решив да се обидам, бидејќи па и немам што да изгубам. Сите нас не интересира, особено конкретно зборувајќи за Лагадин. Местното население на Лагадин подпишало приговор во 98% од населението, тоа значи привремени или постојани жители на Лагадин, односно сопственици на имот од Лагадин. И покрај тој подпишан приговор кој што се игнорира, и покрај подпишана декларација од повеќе месни заедници, и покрај подпишана петиција која што е бројно подпишана и меѓународно и на државно и на меѓународно ниво. Сите тие документи некако се игнорираат. Значи, ме интересира местното население во Лагадин нормално. Ние сме оделе по некои си редовни стапки. Пред некои 6-7 месеци побаравме од општината увид во документацијата што таму ќе се гради. Значи, тоа е транспарентна информација, тоа е информација од јавен карактер која што сме побарале да ја знаеме. Сакаме да знаеме што таму ќе се гради, за да се земе мислењето на јавноста, мислењето на местното население и заедно да одлучиме кој би било најдоброто решение и за природата и за туризмот од кој што сите ние живееме. Значи, нам не интересира кој е тој мотив. Кој е тој мотив и кој е тој што толку многу го форсира овој проект и дали тој или повеќемина, колку и да се земале себе си за право да одлучуваат каков ќе изгледа брегот на Охридското езеро, кој што пред милиони години тектониката го одредила веќе. Значи, тоа не е наше право ние да одлучуваме дали бил тесен брегот па ќе го шириме или бил широк па ќе го стесниме. Дали тој некој кој што толку му е битно да се протурка овој проект од било каква причина, е свесен и е спремен да ја зема одговорноста што ќе следи понатаму. Не зборам понатаму утре или задутре, зборам понатаму после 10-20 години, кога ќе се види таа неповратна штета врз Охридското езеро.